Јоване, море, Јоване, мислам дека овај нема ни потреба да ја продолжам мелодијата, веќе наситени е во глава. Тоа е една од оние песни што се дел од нашиот културен код. Нешто што го знаеме без да знаеме од каде. Но денешнава анализа тргнува од едно многу едноставно прашање. Која приказна всушност ја знаеме? Затоа што пред нас имаме два различни текста на оваа иста песна. И целта ни е да истражиме како тие, со само неколку сменети зборови, создаваат два сосема различни света. Едниот е приказна за гениалност, за надмудрување, а другиот една длабока, тивка драма за изгубена љубов. Токму тоа. И токму таа флуидност, како да кажам, тоа е она што е фасцинантно кај народното творештво, нели? Овие варијации, тие не се грешки. Тие се доказ дека песните биле живи организми. Луѓето ги адаптирале за да одразат различни емоции, да пренесат различни пораки. Некогаш им требала лесна, духовита приказма, а некогаш им требало да ја искажат болката од неисполнетите ветувања. А Јоване, море, Јоване е совршен пример за тоа. Како една мелодија може да биде сад за две сосема спротивни човечки искуства. Добро, ајде да почнеме од темелот, од она што е исто во двете приказни. И во двете во центарот е Јован, терзија чиј углед е неоспорен. Едната верзија вели народот збори за тебе, другата чаршија збори за тебе. Разликата е мала, ама суштината е иста. Тој е врбен мајстор, добро терзиче, неговата вештина не се доведува во прашање. И тоа е важно да се свати што значело тоа во тоа време. Терзијата не бил само за најчија. Тој бил, столб на чаршијата. Човек од огромна доверба, неговиот дукан бил место каде што се среќавале луѓе, се разменувале приказни, се склучувале договори. Да, центар на општествениот живот. Точно. Тој бил чувар на угледот и на својот и на клиентите. Значи, кога некој влегувал кај Јован, не влегувал само да соши облека. Затоа и неговиот висок статус ги прави влоговите во приказната многу поголеми. Што не носи до заканата? Искрено, кога ќе застанеш и ќе размислиш за стиховите, тие се неверојатно брутални. Да. Речиси се идентични во двете верзии. Ако ми грешиш мерката, дуќанот ќе ти запалам, со него ти да изгориш и твоите лични чираци. Значи, ова е тотално уништување. Комплетно. На бизнисот, на животот, дури и на животите на неговите ученици. И сето тоа заради лошо скроен фустан? Некако не ми се чини веројатно. И токму таа непропорционалност е гениалноста на народниот творец. Наместо да каже таа беше многу лута, тој ни дава слика на оган и уништување. Тоа е наративен премин што веднаш му сигнализира на слушателот дека не се работи за тканина и конец. Оваа екстремна закана е како камбана што звони и вели: внимавајте, зборот мерка овде не го значи оно што мислите. Тоа е символ. Токму така. Шифра за нешто многу подлабоко. А што точно представува, зависи која жена влегува во дуќанот. И тука е првиот голем пресврт. Точката е каде што патиштата се разделуваат. Во едната верзија, во дуќанот влегува Коконо, мори Коконо, Коконо лична, убава. А во другата влегува невеста лична, убава. Еден збор, Кокона наспроте невеста. Ама ти отвораат два сосема различни света. За Кокона е појасно. Тоа е статус, нели? Точно. Кокона е архаизам, турцизам кој означува господја, дама од високото општество. Таа е веројатно богата, влијателна, навикната да добива што сака. И стихот Еве ти свила коприна само ја потврдува таа слика. Го носи најскапиот материјал. Незината закана во тој контекст звучи како наредба од позиција на моќ. Речи си како трансакционски однос. Јас ти носам најдобро платно, ти има да ми дадеш совршена изработка. Инаку ќе те уништам. Демонстрација на социјален статус. Токму тоа. А невеста? Леле, тој збор носи толку многу емотивен багаж. Не е статус, туку е врска. Веднаш не воведува во еден интимен личен простор. Може да значи свршеница, млада жена, ама и девојка, сакана. Овде не станува збор за трансакција.
туку за историја меѓу двајца луѓе. И затоа, кога заканата доаѓа од неа, таа не звучи како наредба, туку како нешто друго, можеби крик. Токму така. Тоа е разликата меѓу јавен спор и приватна болка. Со коконата имаме драма во чаршијата, судир меѓу моќен клиент и ценет мајстор. Со невестата, чаршијата некако исчезнува. Остануваат само двајца луѓе во една соба, соочени со нивното минато. Да. И тоа како Јован одговора на секоја од нив е она што целосно ги отклучува двете приказни. Да, неговите одговори се клучот. Ајде прво да ја погледнеме верзијата што повеќето од нас ја знаат. Таа со коконата. На нејзината огнена закана тој одговара со неверојатна смиреност и самодоверба. И вели: "Коконо мори коконо, мерката ти е земена уште пред 2-3 недели." И не само тоа, тој објаснува и како. Што е врвот на неговото мајсторство? Кога од бања идеше, сенка во дуќан паѓаше, тогаш ти мерка зедовме. Уф, ова е поезија. Што не му треба ни физички контакт, може да измери само низината сенка. Неверојатно. Тоа е одговор на уметник, речиси на волшебник. И тоа е најдобриот можен одговор. Тој не вели не грижи се, туку и дава доказ. Доказ за својата гениалност што е неможно да се побие. Мерката овде е буквална, но начинот на кој е земена е метафора за неговата врвна вештина. Заканата е целосно неутрализирана со духовитост и мајсторство. Да. И приказната тука завршува како една шармантна анекдота за триумфот на талентот над ароганцијата. Сите се насмевуваат, приказната е завршена. Да. Тоа е приказна за професионална гордост. Драмата е разрешена, публиката е импресионирана. Но во другата верзија, таму нема ништо шармантно. Таму нема насмевки. Чекај, значи, во едната верзија тој одговара со техничка гениалност, а во другата тој вади спомен од пред 12 години. Точно. Кога невестата му се заканува, неговиот одговор е како удар во стомак. Тој вели: "Невесто, лично убава, мерката ти е земена пред 12 години." 12 години. Тоа е целосен пресврт. Тоа не е одговор на мајстор. Тој е одговор на повреден човек. И начинот на кој вели дека е земена таа мерка. Тоа е она што ја претвора песната од анекдота во трагедија. Тој продолжува: "Со мене кога стоеше, во мене ти се гледаше, во очиве ти се колнеше." Леле. Тука мерката целосно го менува своето значење. Не е мерка за фустан, туку е мерка за нивната љубов, мерка за времето, за длабочината на ветувањето. Јован не се фали со својата вештина. Тој ја подсетува, а можеби и себе си, на едно минато кое очигледно се уште ги прогонува. Јазикот е толку интимен, срцепарателен. Тој не вели ми се колнеше, туку во очиве ти се колнеше. Тој е слика на апсолутна блискост, кога некој го гледа собствениот одраз во очите на саканиот и дава завет. Неговиот одговор не е одбрана, туку е тивко обвинение. Како да вели: "Јас уште ја носам мерката на она што беше меѓу нас. На она што си ми го ветила. Не сум заборавил." Во овој контекст Јован не е само терзија, тој е чувар на сеќавањата. Неговиот дуќан не е само работилница, туку е место каде што времето застанало пред 12 години, каде што се уште лебди духот на едно прекршено ветување. Да. Неговиот одговор е тажен потсетник и за неа, и за него. Тој не ја решава драмата, туку ја отвора уште подлабоко. И токму кога мислиме дека болката го достигнала врвот, оваа верзија ни нуди уште еден последен пресврт. Во приказната со коконата се завршува со паметниот одговор на Јован. Таа е замолчана, тој е победник, крај. Крај на приказната. Но невестата не заминува. По неговиот тажен подсетник, таа целосно го менува својот пристап. Заканата исчезнува и се претвора во нешто сосема друго. Во молба. Да, неизините следни зборови се неверојатни. Таа вели: "Јоване жиди два браќа, одново мерка земи ми." Ова е клучен момент. Прво, таа се колне во нешто што е многу интимно познато. Неговите браќа. Аха, значи го познавала семејството. Секако. Тоа покажува дека била дел од неговиот живот, нивната историја. Но вистинската цел на молбата
доаѓа веднаш потоа. Точно. Таа открива вистинската причина за целата оваа представа. Во очиве да ме погледаш, љубовта ќе ја прочиташ. И одеднаш се станува кристално јасно. Да, Заканата, бесот, барањето за фустан се било само оченички изговор. Единствениот начин што можела да го смисли за да го натера повторно да ја погледне во очи. Како некогаш пред 12 години. Таа не сака тој да иземе мерка за фустан, туку сака тој да ја прочита љубовта од очите. Ова е гениален психолошки пресврт. Она што на почетокот изгледаше како напад и агресија, сега се открива дека е повик за помош, маска за незината ранливост. Шиењето фустан е само параван, изговор за да се обиде да ја врати изгубената интимност, макар и за момент. Да. Таа не дошла по фустан, дошла по прошка, по втора шанса, по поглед кој можеби ќе го избрише времето. Фасцинантно е, затоа што верзијата што јас ја знам од детството е секогаш таа со коконата. Никогаш не сум ја слушнал оваа трагична страна, како да сум гледал само половина филм. Токму така. Имаме иста мелодија, иста структура, а на крајот добиваме две приказни кои се од различни жанрови. Едната е лесна, народна приказна, а другата е речиси како драма од Чехов, полна со неискажани зборови и долгогодишна тага. И можеби можеме да шпекулираме зошто поедноставната, пошармантна верзија станала подоминантна. Полесна е за пеење на веселби, полесна за паметање. Тоа е приказна која импресионира и забавува. Јасно. Другата верзија пак бара емотивен напор. Таа не соочува со сложеноста на човечките односи, со тагата, каењето, со кревката надеж. И не завршува со јасен одговор, нели? Останува да лебди прашањето дали Јован ќе ја погледне во очи. Дали ќе ја прочита љубовта? Или ќе остане заробеник на болката од минатото. Значи, едната верзија ни служи за забава, а другата за катарза. Едната е за восхит кон мајсторот, А другата е за сочувство кон двајца луѓе чии животи тргнале во погрешна насока. неверојатно е како само неколку зборови. Кокона наместо невеста, сенка наместо клетва во очи, можат целосно да го променат срцето на приказната. И тоа не подсетува дека овие песни не се статични артефакти, туку живи организми, се менувале за да ги изразат сите нијанси на човечкото искуство. Можеби и двете верзии преживеале токму затоа што ни требаат и двете приказни. Ни треба приказната за гениалноста што го победува светот, но ни треба и приказната што тивко не подсетува на сложеноста на љубовта и загубата. Да. Мерката во оваа песна може да биде доказ за врвно мајсторство, но истовремено може да биде и мерка за длабочината на болката од едно прекинато ветување. Зависи само која приказна ќе избереме или која приказна ни е потребна да ја слушнеме во тој момент. Почнавме со една навидум едноставна песна, а завршивме со два паралелни универзума кои живеат во иста мелодија. Едниот е дефиниран од сенка што паднала во Дуќан пред 2 недели, а другиот од сеќавање долго 12 години. Со тоа би сакал да оставиме една мисла за крај. Следниот пат, кога ќе слушнеме некоја стара, позната песна или приказна што мислиме дека ја знаеме напамет, може би вреди да се запрашаме дали е ова единствената верзија што постои. Какви други емоции, какви други драми и какви други вистини може би се кријат во стиховите што времето ги променило, ги поедноставило или може би намерно ги оставило зад себе, чекајќи некој повторно да ги открие.